Италија е единствената членка на групата 7 големи индустријски земји што се пријавила за кинеската иницијатива Појас и пат, или како што е позната БРИ, уште во 2019 година. Но Рим размислува да се откаже по само 4 години од своето членство. Премиерката Джорџија Мелони разговараше со новинарите по средбата со кинеската делегација на минатонеделниот самит на групата 20 во Индија. Има европски земји кои во последниве години не беа дел од Појас и пат, но беа во можност да воспостават поповолни односи со Кина од претходно. Мелони рече дека одлуката ќе биде донесена подоцна оваа година. Аналитичарите велат дека Италија не ги добила економските придобивки на кои се надевала кога влегла во партнерство со БРИ. Трговскиот биланс е се уште во голема мера во корис на Кина, додека италијанскиот извоз во Кина не се зголеми. Италија исто така го преиспитува своето членство во БРИ од геополитички причини. Се појави одредена дипломатска стигма поврзана со тоа делумно затоа што целиот Запад ги преиспитува своите односи со Кина. Западните сојузници на Италија се залагаат за намалување на зависноста од некои кинески увози и ограничување на продажбата како што се полупроводниците од Кина. Во меѓувреме, Италија ги блокираше кинеските фирми да купуваат од незините најголеми компании, вклучувајќи го и производителот на гуми Пирели. Тоа е навистина јасен сигнал што владата во Рим им го испраќа на своите партнери во Европската Унија и што е најважно на Вашингтон за позицијата на Италија на меѓународната карта. Кина оваа недела тврдеше дека БРИ е од корист за незините членки. Иницијативата Појас и пат привлече повеќе од 150 земји и голем спектар на партнери во различни области во изминативе 10 години и донесе опипливи придобивки за луѓето од сите земји. Италија вели дека се уште сака да ја зајакне трговијата со Пекинг, но надвор од БРИ. Стравот дека Пекинг ќе реагира на негативен начин е токму причината зошто Мелони беше внимателна како да извлече Италија од БРИ. Додека БРИ или Појас и пат ја одбележува својата 10 годишнина, Пекинг го пренасочува својот фокус на изградба на инфраструктура за обновлива енергија, инвестирајќи милиарди долари во секторот на глобално ниво. Експертите велат дека би било тешко за Европа да го исклучи Пекинг во незиниот притисок за декарбонизација, бидејќи Кина е доминантен играч во синџирот на снабдување со зелена енергија.